со Маријан Митревски, овде познат како поранешен фудбалер на Победа во младинската екипа и во сениорскиот тим пред повеќе години, меѓутоа сега присутен во Доха, во Катар, каде што целата планета го сврти вниманието, на стадионот Ал Тумама како бар менаџер на еден од баровите на стадионот. Добар ден, пред неколку дена се вративте од Доха и какви се првите вака впечатоци? Значи, едно големо искуство за мене, затоа што го сакам фудбал. Јас сум бивши фудбалер, играв некое време тука во градов, малку играв настрана, па сега го напуштив фудбалот, мислам не за секогаш, нормално сега играм рекреативно, али се префрлив на бармен сцената сега, каде што чекорам по добар пат, успевам, драго ми е, задоволен сум од самиот себе си и малку по малку чекорам кон светот. Значи се совпадна ова што го работиш по професија со она што беше претходно на фудбалската сцена. Тие две работи сосема се совпадна во Катар на светско првенство. Точно така. То не е баш некако спојиво, али во овој момент е супер. Да, ме интересира како беше таа атмосфера таму, какви луѓе сретна во барот и на стадионот, што се случуваше? Првите денови кога појде? Првите денови кога појдов, не бевме почнати уште со утакмици, беше припрема за отварање, за првата утакмица, така да се припремаше, се полнеа фриждери, се менаџираше со персонал, со се, за да бидеме на крајот спремни за отварањето за првата утакмица. Гледав 12 утакмици, 19 различни екипи, од кои некои од екипите по 2 пати или 3 ги гледав. Што се случуваше пред, за време и по надпреварите тука на Ал Тумама? Значи, пред надпреварите, полека се полнеа седиштата, се полнеа лаунџите. Имаја гостите кои што имаја карта за лаунџ, имаја време 3 сати пред надпреварот да уживаат со нас, да пијат и да јадат колку што сакаат и 1 сат после надпреварот. Значи, дури трај надпреварот од кога ќе почне од прва минута, па се до крајот на првото полувреме, сите се надвор на своите седишта и се враќа кратка пауза на 15 минути, повторно да, пошто се жедни, некои гладни, малку да касно да се напија и после се враќа повторно за второто полувреме. На крајот од утакмицата полека се полниме пак, некои од гостите нормално тие што изгубиле не напушта полека, а другите останува малце да прослава уште, да се напија по уште некоја пијачка и полека завршуваме и се припремаме за дома. Како ти изгледа тој стадион како здание? Нешто неописливо. Значи, огромни стадиони, од 8 стадиони јас бев присутен на 4, од кои на еден работев, на Ал Тумама, Ал Джануб, Education и Лусеил, каде што се игра финалето.
super doživljanje, ogromno iskustvo. Znači, koga odev na drugite stadioni, posle utakmicata, znači, reka narod izlegува stadiona, pre голема gužva, naviva, uživa, ľuѓе, to znači super. Какви гости имавте во овој баров кај што работевте и вие? Гости, немавме баш онака како гости, туку имавме навивачи. Од каде да тие навивачи? Нормално, зависно од која такмица ја имаме на тој ден. Ако игра, например, Шпанија, Мароко, имаме и од Шпанија и од Мароко. Имаме нешто ситно и од страна, али тоа ништо посебно. Голем дел, имаше премногу аргентинци, мислам дека ги имаше најмногу, имаше мароканци, тунижани и премногу бразилци. Тоа е што имаше најмногу вака посетеност од нивна страна. Како ти изгледаше таа атмосфера, тоа навивање? Кои беа најинтересните од овие групи? Најинтересните по мене беа Бразил, Мароко и нормално Хрватска. Како ти изгледа, како навива тие? Што е тоа интересното? Па интересното е што ја штита својата екипа, што нон-стоп навива. Нема, значи, нема 30 секунди да престане, например, со навивање или со свирежи. Тоа е, имам се снимено, сликано, али тоа е џабе документовано овде. Друга ствар е кога ќе си во живо и кога ќе слушниш таа еуфорија, тие емоции што се околу тебе. Тоа е битна ствар. Пред да почне светското првенство, имаше некоја информација дека ќе се забрани алкохолен пијалок во овие барови. Да. Што се случи за време на првенство? Да, тоа е точно, али ништо не беше официјално потврдено. Така да тие беа само чисто муабети, да речеме, понаше. Остана се нормално како што требаше да биде. Се одвиваше по план. Значи, какви пијалоци, пиво имаше? Да, официјален спонзор на FIFA беше Budweiser. Значи се сервираше Budweiser без алкохол и Корона. Од страна на пиво. Имаше водка, джин, рум, текила, коњак, вино, бело, црвено, розе, шампањ. Тоа е тоа од страна на алкохол. Имаше ли некои недоразбирања, инциденти, така или се тоа беше воено расположение? Не, значи Катар е земја каде што владеат баш строги закони, така да никој не се осмели да покуша нешто, така да се деси некој инцидент. Сигурно едно првенство каде што имаше најдобар ред меѓу навивачите. Точно така. Имаше ли некој од Македонија, други, освен вие двајца, тројца, колку сте били таму во персоналот? Искрено не стрпнав ни еден. Посетители, навивачи. Знаете дека имаше само еден новинар од Македонија и тој кратко представуваше и еден снимател, фоторепортер. Не сретнав ни еден. А од Балканов сигурно со Срби и Хрвати? Да, од Балкано имаше, значи Босна, Словенија, Хрватска, Србија, Македонија. Мислам што работевме. Имаше од Грција, Мароко, од секаде. Како се однесуваа навивачи Србија, Хрватска? Имаше многу поддршка за? Па, да кажам, нешто не имаше малку од Балканов за поддршка, али... Во споредба со другите? Да, во споредба со другите, али и тие што беа малку дадоа се од себе. Да ја поддржа нормално својата држава. Сега, што како печаток имаш од надпревариве, дали успеа да видиш нешто од тие надпревари што беа на стадионов? Нормално успев, значи скоро секој надпревар го гледав од почеток па до крај, така да... Каде беше барот, негде највисоко? На средина. На средина, точно. На трибината? Да. Значи оние фотографии што ги видовме се од средината на... Точно така. И дали добро се гледаш од таму? Да, супер позиција за гледање, така да уживав. Што те бендиса од екипиве што ги гледаше тука? Од екипите што ги гледав тука, ме бендиса многу, Мароко посебно ме бендиса, ја гледав Хрватска, исто Хрватска, Бразил, Франција, Аргентина не ја гледав, баш ми е жал,
сакав да ја гледам Заради Меси? Да, видов доста познати фудбалери, видов Роналдо, Неймар, Ембапе, Дембеле, Модрич. Сакав да го видам и Меси, али така требало да биде. Не успех, пошто тие играе навечер во 10 тамошно време, а јас имав авион во 2. Така да и тоа беше разлика 4 сати. Значи од 2 сати да игра утакмицата, тоа е 12, а за да излезам од стадионот ми треба мене, например, пешки 30-40 минути да одам, зависно од гужва колку има. Пошто беше полуфинале и ги има многу аргентинци, сигурно можно и сат време да ми требаше да пешачам, за да стасам до позиција да можам да нарачам такси. Од тој стадион, стадион до аеродром имав уште 30-40 минути вожња, така да немаше никаква опција за да стасам на време. Малку ми е жал за таа утакмица и жал ми е многу за утакмицата Хрватска со Бразил што не ја гледав. Закаснев на 5-6 минути можда почна мечо, малку не провоза подолго таксисто, отколку што требаше и вратите се затворени потоа. Можеш да влезеш ако имаш карта, пошто јас влегував на Education стадион кај што работи мојава компанија, влегував со Access карт, со акредитација и откако ќе почне утакмицата не можеш да влезеш. Брзавме, дадовме се од себе, али ништо. Во фудбалот се најинтересни моментите кога се постигнува гол. Како изгледаше таму атмосферата кога се постигнува гол и навивачите се радуваат? Да речем како на секој стадион, само што овие стадиони се малку поголеми од него кај нас и поголема е еуфоријата и емоциите. Едноставно урлајне, значи не може да се опише тој доживување. Да, тоа е еуфорија. Сега, пред светското првенство контактиравме и рече за две репрезентации би навигнал за Хрватска, веќе таму работеше, и за Бразил. Меѓутоа тие двете се сретнаа меѓу себе. Се сретнаа. Како ти беше тогаш, за кого се определи? Па, да кажам искрено, повеќе ми беше драго за Хрватска, сакав да оди понатаму. Се, кога веќе се споја меѓусобно, очекував во финале да се сретна не толку рано, али шо е тука. И кога ги победија Бразил, баш ми беше драго, баш видов што се случува во Хрватска, како прославуваја. Супер. И очекував дека и Аргентина веќе дека ќе помина, али нешто се деси. Али задоволни се и со трето место сигурно. Задоволен сум и јас. Дали имаше шанса од непосредна близина да видиш некого од овие познативе фудбалски фаци, поранешни, сегашни? Значи имаше на стадионот кај што работев во скајбоксовите. Значи скајбокс е соба каде што собира 15 до 20 гости. Претежно таму одеа легенди кои што не сакаат да бидат многу малтретирани од страна на публика, од сликање, од снимање, од таква ствар. Остануваја во тие соби, имаја собствен персонал и нормално своје обезбедување, кое што стои пред скајбоксот и не дозволува никој освен персонал да влезе внатре и да досадува. Значи достанува недопирливи? Точно така. Мислам, можев јас да влезам, али пошто јас сум таму менаџер и имам дозвола да влезам, али не можев да знам каде што точно кога и кој е во кој скајбокс. Беа Дидир Дрогба, Кабиб, Џон Тери, Кейхил, Бекам. Тие се поражаше легенди? Ето, Роналдо, бразилскиот Роналдо. Тој што има титула од 2002 година. Точно така. Значи беа многу, али јас сум еден спрат подола, тие се сите горе. Така да многу горе не се задржував, не шетав. Така да не се спојав со ниједен. А останатото сето го видов на терен долу. Рече дека македонци не можеше да видиш, меѓутоа во контактиве со другиве држави што беа во разговориве, дали тие се заинтересира нешто за Македонија?
Дали беше тема Македонија? Што разговарате? Па ништо посебно не разговарахме. Те знаете дека си од Македонија? Точно така, да. Значи му било криво што Македонија не успела да се пласира на светско. А разбрале дека ја отстранивме Италија? Да, што имате светски број? Да. Ете, малку среќа ни фалеше, али добре. А од друга страна, драго ми е што го видов Ембапе, Дембеле, Жиру поготово играше во Челси, беше играч на плавите, а јас сум нивни фан, така да ќе ми биде драго и за него. Значи едното и другото ти одговара? Едното и другото, да. Очекував во финале да бида Бразил-Хрватска, од кога испадна Бразил од Хрватска, очекував Мароко и Хрватска да бида во финале, а не да се борат за трето место, али ете, секој чест за двете држави. Маријан, кои се твоите планови? Дали се плановите поврзани претежно за ова менаџерска професија или пак нешто ќе има и за фудбалот? Па гледајте, за фудбал ништо по конкретно сега. Чекорам по свој пат на бармен сцената. Моментално сум во Хрватска последните 2 години. Се надоградувам, учам. Сега пак се враќаш во Хрватска? Точно, планирам за месец дена после нова година да се вратам пак и да одберам работа кај што ќе можам да напредувам. Завршив школа за бармен. Сега следен план ми е да видам колку време ќе имам, да завршам школа и за кувар и на крајот излегува храна, коктели, спојување. Тоа е денеска популарно. Колку имаш време за да гледаш фудбал и дали те интересира многу сега и фудбалот? Нормално. Поготово кога има битни утакмици, Лига шампиони, Премиер лига ми е една од омилените лиги. Таму игра и Челси, нормално секоја нивна утакмица ја гледам. И кога има некој големо дерби, обавезно сум пред телевизор кога сум во можност нормално, ако не сум на работа или ако немам некоја побитна обврска.
Во Хрватска, директно на стадион, ти се случило да бидеш, да гледаш таму во Хрватска? Не, требаше да одам сега последно пред да си дојдам од Хрватска, требаше да ги гледам Динамо, ali ете не успевме да стасаме да ги гледаме на Максимир, ali се надевам дека сега кога ќе се вратам дека ќе успеам да најдам време па да гледам некоја утакмица. Во Хрватска имаше разговори нешто, те прашува како поранешен фудбалер за Македонија, за пример. Па не некои луѓе знае, пошто играв мал фудбал таму, колку ќе имав слободно време, па ме прашува дали имам играно, пошто се познава. Така да нешто ситно ме правеле муавет, али не многу на таа тема, пошто поготово таму сум веќе на таа бармен сцена, најчесто промуваме за коктели, за кување, за инфузирање, за гарниши, за се што е поврзано со храна и коктели. Сигурно во Хрватска има и македонци доста таму да сретниш? Сезонски да, али вака по зима нема многу. Слушам дека има и македонци што живеат таму, а и што привремено работат. Искрено да кажам, најчесто ги сретнувам македонците во летен период, кога се на сезона, а зимен период немам сретна, тројца може. Ништо пазно. Добро, Маријан, ти благодарам за разговорот и во друга прилика да се видиме пак, па можеби и за некој сличен настан како што беше светското првенство. Наравно. Фала ви многу, фала на поканата. Чест ми беше да споделам од своето искуство што го доживеев во Катар, така да, ќе се дружиме и понатаму. Фала.